превентивно важно е да пазиме од преладување, да не се изложуваме на премногу влажна и премногу ладна средина. Тоа е прво. Второ, значи да се внесува континуирано поголема количина на вода и овошје, да не биде редовен ритуал во секојдневието. Особено е важно, значи, да не го одложуваме мокрењето и комплетно да се измокруваме, да користиме генерално, да практикуваме заштитен сексуален однос и на крајот на краиштата, доколку во одредени периоди, ако знаеме дека има ризик по нас, да действуваме превентивно кон нашиот имунитет, да го засилуваме имунитетот со бета-глукани, пробиотици, витамин С, цинк и така натака, да користиме природни производи од тип на брусница, деманоза, за да превенираме. И на крајот на краиштата, доколку се појават симптомите што ќе ги препознаеме, да не ги игнорираме и да чекаме да поминат заради ризикот од преминување во хронична фаза, туку да се упатиме на лекар и да испочитуваме до крај терапијата која што ни е дадена. Така да.